Јас мислев, одлично се изразувам кога пишувам на Фејсбук. Прецизно, јасно. Точно знам што сакам да кажам. Имам чувство, тоа го имам од сцената, онака као рефлекс. Да не бидам досаден, предолг. Едноставно јасен. И кога напишав вчера за тоа, за онаа серија за Кочо Рацин, кога во еден миг Панко Брашнаров, кој што го напиша манифестот за Аснало, кој што го имам тој инако копија на тој документ, само сега да не мафтам со неа пред вас као тореадор со она црвено марамче пред бик, кој вели конечно го остваривме вековниот стремеж на македонскиот народ да има своја држава. Значи, тие луѓе пред Аснам имале македонска свест. И тоа го потврдуваат и Чуповски, Пулевски, Мисирков. Во Грција, во Егејска Македонија имавте во 20-тите години македонски буквар кој потоа тие го забранија. Знаете после што се случуваше таму. За време и по граѓанската војна во Грција, 48 година. Тоа е првото етничко чистење на македонците на тлото на Европа. И тоа никој не го кажува. Ама ето, да отргнеме на страна. Што ми беше мојавето? Го напишав постот во кој што во врска со серијата, во кој што во една сцена Панко Брашнаров тоа е кај Млади Рацин, му вика на каков јазик ти пишаш песни, вој му вика на српски, бугарски, германски и на мајчин велешки јазик. Значи, ова некаде се случува во време на српско, во таа кралството на србите, хрватите, словенците. Ама тогаш имало македонска свест. И оние македонци што живееле во западниот дел на Македонија, знаеле дека зборуваат на македонски јазик, а не на мајчин кичевски, депарски, охридски, струшки, не знам каков друг јазик. Пазите. Што ми е поинтата? Прво, многу ова го сватија дека јас сум го оспорувал велешкиот како дијалект. Еко сам, на македонскиот јазик. Тоа се ноторни глупости. Ја просто сум фасциниран како толку не можете да сватат одредени луѓе зашто ми беше постот напишан. Јас знам дека велешкиот е еден од неколкуте дијалекти кои што се основа на македонскиот јазик, но не е македонски јазик. Ама и тоа да го тргнеме на страна, затоа што оној кодифицираниот службен македонски јазик е составен од неколку дијалекти. Ама тоа е да го тргнеме на страна. Што ми е поентата? Зошто треба да нацртам за некои луѓе да сватат за што се работи тоа? Па и одредени автори, нели, кои што се дел од таа серија, што требале да го знаат без разлика дали серијата е снимана 2016, постпродукцијата затворена 2017. So what? So what? Зашто викам, па што? Сега ќе му објаснам на сите. Особено филмот Живе, тоа треба да го знаат. Значи, една од најголемите поуки во филмот Кум, во првиот дел, е кога во еден момент, после еден состанок со одредени боси на мафијата, Капото, главниот бос, Дон Корлеоне, го вика после состанокот својот син Сони Бој, кој што му инаку лојален, и ќе го искара за една работа во еден момент од состанокот што застанал против фамилијата. И вака ќе му каже: ова да ти биде прв и последен пат што си застанал против фамилијата. Ова е основната работа што треба да ја запамтите во врска со она што го напиша вчера за Црвениот поет. А ќе ви кажам зошто. Оно што ние го правиме,
како македонци 30 години, особено оваа квислиншка власт последниве 6 години, е тоа што постојано застануваме против својата фамилија. И против таа, ова е крвната што сме поврзани крвно, него да ја прошириме фамилијата на племе, народ, нација. Ние шо правиме последниве 6 години? Самите се посипуваме со пепел. Грците им прднало, ќе ви го смениме името, не ни одговара. Ние го сменуваме името. Со името сменуваме и се откажуваме од нашата античка историја, дури се откажуваме и од нашиот народ македонски што живее во Егејска Македонија. Тоа како врзани садови ги повлече ненормалните апетити шовинистички на Бугарија и џуџесто колонистички, и тие почнаа, не, вашиот јазик не е македонски, вашата историја не е македонска, тоа се бугарски. И замислете, овие од нашава фамилија, од нашево племе, седнаа со нив да преговараат дали и докаде нашиот јазик и историја се бугарски. Дали сваќате зашто ми беше постот вчера? Тоа работа се работи за уметничка програма, продукција, игра на ТВ серија или филм. Не е тоа документарна програма. Дури Раци на вистина да рекол, пишувам на мајчин белешки далек. So what, бе? Знаете во какво време живееме, дали сте свесни како македонци, како народ, дека живеете во време кога вашите соседи не бираат средства како да ве негираат како народ. Да ви ја одземат автентичноста како народ, посебноста како народ. И вие во една таква ситуација постојано пред тие балкански шовинистички крокодили се однесувате, чекај, стварно ние да не сме укриво? Стварно да не се во право вие што викаат дека сме ја фризирале нашата историја, дека ништо не е македонско, дека ништо не е ова, дека ништо не е ова. Знаете какви идиоти излегувате? Прво пред себе, а потоа и пред лицето на светот. И трета работа, застанувате против фамилијата, го понижувате сопствениот народ. Сакам да кажам, тоа е игра на серија. Дури Рацин и на вистина да кажал така. Не, како што е во серијата прикажано, зборувам на мајчин велешки јазик, а претходно кажува дека пишува и на дека пишува на мајчин велешки, а претходно вика пишувам на германски, бугарски, српски. И одеднаш немате пишувам и на македонски, на мојот мајчин, туку имате на мајчин велешки јазик. Во ова време кога знаеме добро во анексите на договорот за пријателство со Бугарија, дека стои дека тие ќе имаат право во иднина да ги цензурираат сите наши уметнички дела, доколку во нив афирмативно не се изразуваме уметнички во врска со бугарите, нивната улога на овие простори и така натаму. Значи, нашите дела ќе бидат прифатени од нив или можеби финансирани, ќе имаат дозвола да бидат финансирани разни европски овие фондации или овие не знам какви филмски организации, само доколку одат во прилог на негаторската политика на бугарите кон Македонија. Тоа е мешање во внатрешни работи на друга држава, но нашава квислиншка власт изгледа го прифатила и тоа. Значи, сакам да кажам, дури Раци да рекол така, дека пишувал и на мајчин велешки јазик, дури и да рекол така, реално. So what, бе? Во вакво невреме кога се негира македонскиот идентитет на секој чекор од страна на членки на Европската Унија, ние требаше да им ја подадеме главата да ни ја полесно да ни ја исечат. Не, бе, не. Тие што го правеле серијата и секој што понатаму пишува книги, прави слики, пишува музика, текстови за музика, филмови, снима и така натаму, треба да го имате ово во глава.
ќе го чинеше нешто авторите ако Рацин кажеше и што ми е најдраго пишувам и на мојот мајчин македонски јазик? Со тоа некого ќе навредевте? А? Тоа беше стравот? Може би затоа серијата долги години не беше прикажувана доека некои работи внатре не се сменили, ама ќе кажат постпродукцијата е завршена во 2017. So what бе? А? Не можеш да седнеш, да сечеш, да лепиш, да монтираш. Тој е материјал, снимак. Технологија имаш за тоа, кога сакаш можеш. И токму тоа не оди во прилог на авторите, затоа што пак можеле да седнат и да видат све што има во серијата. И да го направат афирмативно во однос на својата фамилија, народ и македонците. Не да фризираат, не да лажат, афирмативно да го направат. На кого ќе му паднеше капата од глава ако Рацин кажеше пишувам и на мајчин македонски јазик? На кого ќе му паднеше капата? И ќе му се видеа роговите, освен на бугарите и на, не знам, на грците и на не знам кој таму, што не им е драго да го чуе тоа. Никој друг на тоа немаше никако да реагира, ниту пак нешто ќе му значеше, но вака, на овој начин, изреагираа вашите, изреагираа македонците, затоа што нешто им ги запара ушите. Осетија камче во чевелот, нешто ги заболе. Дали сваќате сега вие, ќе ве речам јас сега вака обратно, дежурни плукачи кои што не ми го разбравте постот, дали сваќате зашто се однесу овој пост, што го напиша вчера? И дали сваќате колку треба да внимавате во вакви тешки времиња да не застанете против својата фамилија, против своето племе, против својот народ? Дали го разбирате тоа? Оти застанувањето против своите значи застанување, значи ќе се само убиете бе. Ќе се само укинете. Просто ми е неверо, значи многу ми иде на нерви кога треба да цртам некои работи што треба да им се јасни. Но, повеќето од вас кои што не ги разбираат овие работи, знам дека не ги разбираат од една вродена површност што ја имаат, и втора работа, го мразиме Сашо Тасевски, ако го мразиме се што ќе каже, ќе се обидеме да го изнегираме, да го исплукаме, да го искомпромитираме, ја немам проблем со тоа, ја знам дека многу луѓе ме мразат. Треба со тебе да ти фали нешто ако сите луѓе те сакаат. Сериозно, сите треба да се запрашаат зошто сите луѓе ги сакаат. Ја немам проблем со тоа, можете слободно да продолжите да ме мразите. Ама ја ова го зборувам, а пак втората група од вас е таа што многу добро знае што зборувам, ама и како добро се подмачкани да не ме разбираат, да се прават дека не ме разбираат и нормално да напаѓаат. Како и да е, сум немал никаква намера ниту да напаѓам одреден продукт, ниту одреден јазик, дијалект, да го наречем. И ова не е, и сега не се правдам ја за тоа. Само се обидувам некои луѓе да им ги отворам очите да внимавате што правите. Затоа што некој тоа го чека. Секогаш имате во предвид дека се што ќе кажете и ќе напишете против своите и својата фамилија, некој тоа со душа го чека. Имате овдека агентури на странски држави кои што знаат да си ја работат работата. И си ја работат, да ви кажам, многу добро, и за тоа многу добро се платени. И ако тоа не го гледате и тоа не го разбирате, а тргнете по овој пат да плугате по своите, по својата фамилија, само себе си правите лоша услуга. Дедо ми, знаете како викаше? Не е битно, беше у таа бившата армија цел живот, таа е на многу битна позиција.
викаше вака: нема. Тогаш сум имал, значи, он умре ако имав 17 години, ова било сум имал негде 14-15 години. Он викаше вака: нема ништо подолно од предавник на својот народ. Дури оние, викаше, силувачите во затвор на деца, се на едно скалило погоре од предавниците на својот народ. Замислете, тоа го кажал човек што поминал војна, после и многу други искуства поврзани со безбедноста на државата и така натаму и така на таа големата држава Југославија, социјалистичка федеративна, и на Република Македонија како дел од таа држава. Значи, оние создадоа, тие луѓе, борците на НОБ, ја создадоа оваа држава. Тоест, она до 90-ти, тоест до 2001, до 91, до 2001, ќе кажам. Оти ова веќе не е таа држава, но добро. Ја создадоа, ја дадоа на тацна. За сега ние да покажеме и да докажеме дека со ништо не заслуживме за голема жал. И тоа е најголемиот пораз, да ви кажам, на мојата генерација. Ти гледам, ако вие со 40, 45, 50 години не разбирате ја зашто пишувам, што ми е поентата на вредни статуси, јас сум сигурен дека по овие деца во 20-25 години тие ништо не разбираат од тоа. И затоа својот живот го гледаат негде на друго место. Може и попаметно што треба. Ја зевавме до коска. А вие сега пакате са. И тоа.